граѓанки и граѓани на Македонија. Денес сме овде да поставиме прашања на носителите на одлуки, најодговорните за моменталната ситуација во која што се наоѓа Република Македонија. Прашања безброј, дилеми многу, а конкретни одговори нема. Директно ќе го прашам премиерот во заминување, Никола Груевски, за стопирањето на истрагата за корупцијскиот скандал Телеком. Согласно сведочењата пред Меѓународната правна комисија White and Case, ангажирана да го истражи корупцијскиот скандал Телеком, Комисијата за хартии од вредност СЕК, Министерството за правда на САД и пред судот во Њујорк, Телеком склучил договор за маркетинг активности со фирмата Аналитико АИ 50 дена пред изборите во 2006 година. Оваа фирма е директно поврзана со ВМРО ДПМНЕ откако вие сте председател. Оливер Шамбевски, Гордана Јанкуловска, Миле Јанакиевски, Ленче Самарџиска, случајно сестра на главниот лик од првата денешна дискусија, Мартин Протуѓер, Елизабета Канческа-Милеска, Александар Бичиклиски, Ален Зекиров. Се познати имиња вработени во оваа компанија. Тоа се тројца ваши министри, амбасадор, ваш шеф на кабинет, ваша секретарка, ваше обезбедување. Тоа се првите лица во ВМРО ДПМНЕ, ваши соработници, кои во 2006 година преку оваа фирма склучиле договор за маркетинг услуги од над 7,5 милиони денари. Според сведочењата, тоа е овој документ, иницијатор за ваков потенцијално коруптивен договор бил Зоран Трајчевски. На страна 49 од сведочењето стои, цитирам, договорот со Аналитико беше побаран од Зоран Трајчевски од ВМРО ДПМНЕ без било што да се сработи, бидејќи се чувствувале запоставени од германците и унгарците во Телеком како тогашна опозиција. Лесно може да се претпостави зошто овие документи ги нема на провладините медиуми. Страниците од сведочењето од 49 до 53 се како исчезнати. Еве, од денес и овие страници ќе бидат достапни на јавноста. Истражните органи во Република Македонија почнале со одредени дејствија, но истрагата е стопирана. Истражен судија, побарање на управата за перење пари, донел решение за замрзнување на сметките на Камени мост, фирмата која што е собственик на акциите во Македонски Телеком во име на Маđар Телеком, во Охридска банка во 2008 година. До денес ништо не е превземено. Покренато е обвинение за злоупотреба на службената положба и овластување против Атила Сендреј, Ролф Плат и Кишјухас Золтан како директори во Телеком. И пак, до денес ништо не е превземено. Беа распишани потерници против горе споменатите лица и нормално, пак, до денес ништо не е превземено. Од обвинение е изземен и Михаил Кефалојанис, еден од најблиските соработници на контроверзниот бизнисмен Кондаминас.
Јавноста веќе знае кој бил обвинителот, што ништо не превзел, иако предметот цело време бил кај него. Марко Зврлевски. Еве го и сведочењето на Богоевски во судот во Њујорк, кое за ужас на власта стана јавно достапно. Непревземањето на действија од страна на Марко Зврлевски се поклопува со делот од сведочењето на Богоевски, во кое се наведува, цитирам, затоа што Сашо Мјалков барал да му бидат дадени 2 милиони евра и дополнителни 500.000 евра за адвокатската канцеларија, за да ја стопира постапката, односно истрагата во Македонија. Страна 19 од сведочењето на Богоевски. Моите 3 прашања, на кои барам поединечни одговори се: дали како председател на ВМРО ДПМНЕ во 2006 година знаевте за овој коруптивен договор на Аналитико АИ? Второто прашање: дали Зоран Трајчевски за добро завршената работа го унапредивте во председател на собранието на акционери на Телеком, а потоа и за прв човек на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги? И конечно, трето прашање: дали причината зошто запре истрагата за Телеком, а Марко Зврлевски се искачи на сите скалила во обвинителството, држејќи го овој предмет кај себе, е тоа што Сашо Мјалков му побарал или добил 2 милиони евра од Кондоминес? Ви благодарам.